на сите. Вака уште една војна ќе го видите. Да ви кажам, прво да ве поздравам сите, благодарам на присуството. Навистина достоинствено дојдовте да го одржиме овој последен наш собир пред изборите во недела. Верувам дека сите достоинствено и масовно ќе излеземе и ќе гласаме за бројот 9, ќе го заокружиме бројот 9. Малце се осеќам заморно, бидејќи бев принуден вчера да седам скоро до 4 часа. Малку беа 5 години тортура на населението на нашата држава и вчера премиерот имаше храброст и може да кажам голема недоветност да ги држи гледачите на јади бурек, а навистина многу бурек изедоа. До 4 часот са бајле, а јас седем да му фатам некоја слабост, а слабости имаше на претек, целиот говор. Да му факте да се задаве. Да не се задаве тоа што викате. Да му праќат пораки. И што забележав? Некаде до 3 саатот почна беатификацијата на Груевски. А изгледа некаде кон 4 заврши и канонизацијата. Го правеа ангел, па Исус Христос. Па сега редно е да биде и Свети Никола Груевски. Навистина, почитувани симпатизери на достоинство, ова беше најмалку што го очекував во последните 2 дена од изборите. Очекував достоинствен настап, тоа не се случи. Очекував европски пораки, тоа не се случи. И понатаму продолжува тој двобој на две партии во Република Македонија, кој што нашиот народ и нашата држава ја донесува на дното на Европа. Ние сме веќе последни во регионот. Веќе и Косово не претркува. Изгледа немаме шанси со такви лидери да поидеме напред и да извлечеме Македонија во калта која што ја оставија лидерите на Социјалдемократскиот сојуз и на ДПМН во последните 20 години. Вчера бев поканет во Штип и имав настап на Штипската телевизија и на Радио Штип. Не можеа да се стрпат и мене да ме нападнат. Не знам што најдува па во мене. Груб напад, згазија и на моето достоинство. Меѓутоа, јас им простувам. Тие се безбожници. На тие безбожници сакам да им кажам дека Ристо Гуштеров ќе остане и понатаму со највисоки морални квалитети и не сакам да се споредувам со таквите безбожници кои што Македонија ја водат во понатамошен пропаст и сиромаштија. Зборуват дека нашава партија достоинство се пофалила дека ќе го донесе Джонсон Контролс. Го извлекува тоа од контекст. Ако сакале навистина да дадат правилна информација, а да не вршат дискредитација на личности на партија, можеле барем да се обратат до нивниот водач на ДПМН господинот Груевски и да го прашат дека навистина Джонсон Контролс делегацијата беше примена и кај него во мое присуство.
Меѓутоа на Штипјани, бидејќи се они уплашени дека ги губат изборите, губат тло под нозе и во третата изборна единица, почнаа да се служат со лаги и дискредитација на мојата личност и дискредитација на достоинство и дискредитацијата на бранителите и дискредитација на Стојанче Ангелов како генерал. Вие, гласачите во трета изборна единица, немојте да го дозволите тоа. Застанете достоинствено, одбранете ја честа и достоинството на партијата, одбранете го вашето достоинство. А јас од овде ќе им порачам. Уште додека не биле испилени на гинекологија, Ристо Гуштеров бил патриот. Градел уште од 1979 година. Правил споменици, поклонувал опрема во медицинскиот центар во Скопје, помагал студенти, направил фондација во Соединетите Американски држави каде што одат секоја година нашите најдобри гимназијалци. И не може такви пилиштари да се служат со лаги и дискредитации на луѓе кои што го бранат патриотизмот, слободата и демократијата во нашата држава. Многу ми е жал што националните телевизии од оние кои што се на изборните листи на ДПМН, Сител, Канал 5, да бидат овде и да ја пренесат таа порака. Ние со безбожници не сакаме да си имаме работа. Ние сме достоинствени, ќе правиме Европска Македонија, ќе ја штитиме европската демократија и македонците ќе ги направиме да се чувствуваат слободни европски граѓани. Ова, драги мои пријатели, повеќе не е издржливо. Газат посеково, уценуват, каде што да идат вршат притисоци, на достоинство по вашата изборна единица. Направија таков притисок на нешто што е традиционално. Бранителите кои што го чувале како свето во организацијата нивна овде во Штип, на турнир на мал фудбал, дури им забранија да го употребат и игралиштето каде што требаше да се игра малиот фудбал. Срамота невидена. На нашите членови на достоинство им рекле дека, знаете што, еве ќе ви дадеме и пари, и терен, ама промените го името достоинство. Значи, промените го името, им смета достоинството. Они не сакат достоинствен народ. Они не сакат Штипјани да бидат достоинствени граѓани. Треба да ги срушиме, драги мои пријатели. Дојдено е времето, доста е и не може повеќе да се трпи оваа тортура над македонскиот народ. И да е готов. Вечерва ние се најаваме на 3 дена пред денот на изборите. Момент е кога нашиот народ е апсолутно разединет. Кога едни со други водиме жестока психолошка и било каква друга војна во овие избори. Кога нашата економија е во колапс. Момент кога нашиот народ е апсолутно осиромашен и ставен на најниската граница на бедата. Застрашени сме и ставени сме на маргините од европските перспективи. Назадуваме во секој поглед во процесот на интеграција во НАТО алијансата, во процесот на започнување преговори за равноправно членство во Европска унија. Достоинство во колку го добие вашиот глас, а верувам дека ќе има доволно специфична тежина во формирањето на новата влада, ќе направи се до крајот на годината да добиеме полноправно членство во НАТО алијансата и започнување на преговорите со Европска унија за полноправно членство до крајот на јуни 2012 година, а полноправно членство во НАТО во Европска унија до крајот на 2015-2016 година. Тоа може да го направат само луѓе кои што се компетентни, имат професионално искуство и имат понекое бело влакно на главата, а не ученици кои што туку излегле од школската клупа и одма станале министри или премиери. Тоа не може повеќе да и се случуваат такви експерименти на нашиот народ и на нашата држава.
Вечерва повеќе македонски граѓани се без работа или повеќе од нив се застрашени и уценети да го дадат својот глас за ДПМН, за да не го изгубат своето работно место. Секаде каде што одиме во државата, по села, по градови, ги слушаме истите приказни и судбини, застрашени, не смеат да излезат да се поздрават со нас. Мои пријатели кои што се повеќе од 10 години, мои пријатели, се знаеме долго време, ми велат, знаеш што, извини, не можем да дојдам да се поздравам, гледат, вика, се снимат, застрашени сме, ќе изгубиме работата, не можеме да си го дозволиме тоа за нашето семејство. Достоинство има разбирање за тие луѓе. Меѓутоа, и на тие луѓе ние ќе им помогнеме со вашиот правилен избор на 5 јуни да го дадете гласот за достоинство и да гласате, да го заокружите број 9 од изборната листа. И покрај сите уцени, притисоци и ниски удари и на партијата, и на членството, и на сите вас, почитувани граѓани, ние како партија ќе останеме достоинствени и ќе останеме на својот курс. И ќе направиме промени за подобра Македонија, за подобро на сите наши граѓани. Не може повеќе да ја чувствувате бедата. Веќе сте истоштени после ова 20 годишно владење на двете големи партии. Морате да ја промените црно-белата слика. Морате. Пак ќе повторам. Морате. Немојте да губите кураж. Излезете, гласајте за достоинство. Верувам дека тоа ќе го направите. Верувам дека имате енергија. Го гледам тоа во вашите очи. Вие сте разочарани. Вашите деца немат перспективи во се онаа што се прави. Вчера Груевски го слушам на тие, и тоа е вклучено, во тие 4-5 часа, не почитувајќи го достоинството на македонскиот граѓанин, и си велам, па Боже мили, тој човек во која држава живее? Он воопшто не ја чувствува Македонија, маката ваша, и се она што и се случува на Македонија, бидејќи назадуваме, а не претркуваат и не надминуваат сите други држави околу нас, а да не зборувам дека сме на крајот на опашката во цела Европа. Вечерва сакам да и порачам на ДПМН и на Социјалдемократскиот сојуз. Доста е со вашето владење и истоштување на нашата Македонија и нејзините граѓани. Моментот за Македонија во овие избори е да ја искористиме можеби последната можност, велам, последната можност да ја сочуваме Македонија како европска држава. Момент е да го исполниме нашиот вековен сон за слободна, демократска и европска Македонија. Не дозволувајте оние што ве водија последните 20 години без резултати. Оние што ја направија Македонија најсиромашна земја во Европа. Оние што работеа против вашите интереси, пак да победат со вашите гласови и да бидете повторно изманипулирани за еден период од следни 4 години.